Бадникови поворки со по неколку стотина дечиња денеска во Гевгелија и Струмица. Во еден глас, дечињата од Струмичката и Повардарската епархија ја отпеаа вечниот Бог, навестувајќи го Христовото рождество. Организаторите велат дека заинтересираноста на децата да бидат од вековната традиција и чествувањето на празникот е огромна. Се надеваат дека од година во година традицијата ќе биде се помасовна. Така, најпрво тие се изненадија зошто на Коледе не се пее Коледе леде, кога им кажав дека ова е таа древна песна која што го најавува Христовото раѓање, навистина ја примија со воодушевување. Така што дечињата мислам дека копнеат по тоа што го имаме како традиција. А сега уште и на дело се реализира и мислам дека од година во година ќе зазема се поголем замав. Моите први впечатоци се дека тоа ќе биде навистина Бадник ќе стане баш она вистинско најавување на Христовото раѓање со учество не само на дечиња нели од училишна возраст. Ние денес имаме и ненајавени дечиња од предучилишна возраст кои што слушнале и дојдоа со своите мајки и баби, а верувам дека и повозрасни. Свештените лица се задоволни од одзивот на децата кои се дел од литијата во повеќе населени места и се надеваат на масовно прифаќање на вистинските вредности во христијанството. Древното предание на пењето на коледарски песни кои што се со христијанска содржина и кои што го воспеваат и го објавуваат Христовото раѓање наспроти некои песни коледарски со деструктивна содржина каде што не се ни спомнува Бог. И фала му на Бога, секоја година се помасовно и поживо и погласно станува пеењето на оваа песна Вечниот Бог. Бадниковите поворки е манифестација благословена од Македонската православна црква, која веќе втора година се одржува речиси во сите населени места низ земјава.